Благодаря сите. Въз основа на член 48 от Закона за локална самоуправа, член 23 от статутът на община Богданци и член 46 от Деловника по Солът на община Богданци е орган 46-та седмица на Солът на община Богданци. Констатирам дека на седмицата са присутни 11 съветници според това поста и кворум за работа и облучувания на Солът. Са материалите ви е доставен записник от 45-та седмица на Солът. Отвърна дискусия по истия. Дали има забележка. Бидейки няма забележки, истия доставям на гласане. Кой е за? Констатирам дека записникът от 45-та седмица е усвоен без забележки и едногласно. За работа на оваа седмица го предлагам следниот дневен ред. Точка 1. Извештај по програма за активностите на община Богданци во областта на локалниот економски развој во 2023 година. Точка 2. Извештај по програма за улично осветлување на подрачјето на община Богданци за 2023 година. Точка 3. Извештај по програма за активностите на община Богданци во областта на заштита и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи за 2023 година. Точка 4. Извештај по програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2023 година. Точка 5. Извештај по програма за заштита и благосостојство на животите, третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња затекнати на јавни површини без присуство на собственик за 2023 година. Точка 6. Извештај по програма за одржување на јавна чистота на подрачјето на општина Богданци за 2023 година. Точка 7. Извештај по програма за уредување на градежно земјиште во општина Богданци за 2023 година. Точка 8. Извештај по програма за изработување на урбанистички планови во општина Богданци за 2023 година. Точка 9. Извештај по програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Богданци за 2023 година. Точка 10. Извештај по програма за финансирање на културни активности во општина Богданци за 2023 година. Точка 11. Извештај по програма за финансирање на спортски активности во општина Богданци за 2023. Точка 12. Извештај по програма за мерки и активности на општина Богданци во област на социјалната заштита во 2023 година. Точка 13. Советнички прашања. Пред почеткот на седмицата, основна советничка група на ДПМН беше донесена уште една точка. Тоа предлог одлука за напредба на веб страниците на општина Богданци за поставување на модул насловен информации за прекин во водоснабдувањето. Предлагам да видим дали точката ќе биде ставена на дневен ред најпрво, да гласаме. Да биде 13. Така че прво дали да се плана на дневен ред. Констатирам дека точката ќе биде ставена на дневен ред и тоа пред советнички прашања. Точка 13 ќе биде ова, точка 14 ќе биде советнички прашања. Дневниот ред со усвоеното дополнување го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека дневниот ред со усвоеното точка со предложената точка е усвоен со 11 гласа за. Минуваме на работа по усвоениот дневен ред. Точка 1. Извештај по програма за активност на општина Богданци во областта на локалниот економски развој во 2023 година. Зборим давам представниците до Општинска администрација по поверените. Благодарам. Значи би сакал прво да се подсетиме што беше планирано во 2023 во рамки на оваа програма. Ако се сеќавате, ги имате самата подела, во два дела беа поделени проектните активности. Првите беа во фаза на реализација, стратегијата за туризам и изградба на водовод во Богданци. Во вториот дел беа планирани активности за 2023 и тука беа сензорните соби, беше реконструкција на улиците Милтенска и Никола Мендалов, улицата Владо Пиперов, Братство единство Селени, потоа изработка на техничка документација за атмосферска и декарбонизација во Богданци и помојчи изработка на техничка документација програма около изградба на водоводна мрежа во Стојаково, социјалната услуга лична асистенција и патот втора фаза во Шимов со тоа што и следващи активности
планирани средства за учество, но евентуални идни повици и други активности, тоа се до рамки, мали активности до рамки на отделението, доколку е потребно да се плати некоја конференција, одлука или нешто слично. Каква е состојбата со овие планирани активности? Првите две, тие што беа во фаза на реализација, стратегијата се уште не е готова, значи заеднички се одобна. Во моментот се актуелни прекограничните повици со Република Бугарија и Република Грција, па е можно дополнително да треба да испратиме допълнување на таа програма, бидејќи постојат активности кои се финансираат во рамки на тие прекогранични проекти, а ги нема како содржина во нашата стратегија, па дури после ќе оди на совет пред вас на освојување или на совет проектот за реконструкција, односно изградба на модерна мрежа на данци си трае. Другите, тие што беа планирани, сензорните соли по четврти пат на 13 февруари се објави нова тендер, 28 денеска завршува, па се надејаме дека овој пат ќе биде успешно, конечно да се набават, да се инсталираат тие алки и инструменти во двете училишта. Улицата, реконструкција на Илинденски Никола Медалов трае одбиено. Меѓутоа ние веднаш дефинитивни средства предлагаме Северна Македонија. Водоприборот е одобрена, завршена е тендерската постапка, не е започната со реализација, значи чекаме објавување работа од надзорот. Разстојденство вселени одобрена, завршена тендерска постапка, значи подпишен договор, чекаме завршување на работните активности, изработена техничката документација за атмосферска фекална канализација одобрен, завршена тендерска постапка, започнати се кај избраниот оператор активностите. Техничка документација за ЕК-Волначи, тој проект го води Центарот за развој на Източно-Балкански регион, по информациите кои ги препарав пред да го направам извештајот, значи поништена и тендерската постапка повторно ќе се прави. Програма ОКР остана месец февруари и месец март од актуелната програма за кидата нема објавено за следниот период, нема објавен конкурс. Водната мрежа постојателно не е започната изградбата се уште. Значи од одделението за урбанизам припрема уште некоја документација, планската програма се прави. Ако треба нешто постошно, ќе мора да се обратиме до колегите од урбанизам. Тоа мислам дека при крај се тие активности. Социјалната услуга лична асистенција во теке, значи повеќе месеци веќе на терен се работи проектот, се очекува да се заврши. Реконструкција втора фаза на Јавното Шумов, преку Центарот за развој, тоа е листа за чекање, значи додека не се оформи финансска реконструкција, нема да биде започната со реализација. И овие две општи нема промени со тоа што предварително подобривме проектот за реконструкција на Полскиот пат према Вардар. Ако се сеќавате кога се одлука, тој е првиот десно после Шимов. Не е започната уште тендерска постапка, мислам завршена тендерска постапка, не е започната реализацијата. Бидејќи нема финансски импликации од нашиот буџет, тие 750.000 денари се одобрени од извор. Значи, оваа активност за учество, 4 милиони, нема импликации од нив. И овие други активности, значи не сме презели активности кои би се платили од страна на буџетот на општина Богдановци. Во графичка смисла, значи имате на графиконот, од 12-та ги рачунаме и овие општите, 10 беа
конкретни проекти, 9 са оdobrени, 1 е odbijen, 1 допълнително е одобрен, со тоа што имате во предвид дека еден е на листа на чекање. Зборува за локалниот пат. Во финансиска смисла 76 милиони и 200 беше вкупната вредност на планираните. Во реализација се добивите за 70 милиони и 300, значи некаде околу 92%. Ако се вземе предвид процентуално учеството на општината е нешто помалку од 13%, значи 87% се средства туди извршени. Ако има се прашање. Да, Мите, дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 1. Извештај по програмата за активност на општина Богданци во областа на локалниот економски развој во 2023 година е ставен на гласање. Кој е за? Кој е против? Одржан? Констатирам дека точката 1 е усвоена со 6 гласа за и 5 гласа воздржани. Точка 2. Извештај по програма за улично осветлување на возачите на општина Богданци за 2023 година. Збор му давам представник од Горската администрација по овој лимите. Согласно програмата за одржување на улично осветлување за 2023 година, разпишена беше јавна набавка за одржување на улично осветлување, договор број 055732 од 12.4. Оператор Ало Пиливанов, значи вкупна вредност по договор 599.999 тоа е со ДДВ. Од табелата во извештајот, значи може да видите по месеци по интервенции, потрошени средства 599.789. Значи тоа е за 23 година од 12.4 па до 12.12.23 година, значи малце порано од истекот на договорот се реализираат тие средства. Тоа е моделот на оваа програма, ако има некој да прашање. Благодарам, Мите. Повели Борис. Безумно. Сега имаме едно прашање. По овој извештај гледаме од месечно горат околу 20 ламби. За 8 месеца тоа ли се околу 162 ламби. За 12 месеца 240. Ovo е само за замена. Тука ве 240 ламби со интервенција за нивната замена и приклучните елементи чини околу 850 денари од една сијалница со монтажа. Значи само да се смени таа сијалница со монтажа. Ова, ако се сеќаваме добро, не ни беше кажано на нас советниците кога се носеше оваа одлука за замена на натриумовите светилки со овие LED светилки. Не ни беше спомнено, бидејќи оваа замена беше реализирана без проектна документација, која што, ако ја имаше, ќе ги предвидеше токму овие параметри. Исто така имаме платено околу 100.000 денари за тајмери, кои што не знаеме што се прави сега со нив, дали се користат, што се планира со нив за војна. Не, значи сега се исклучени тајмерите. Да. А се да изкажа после. Не, тоа е сетица. Да, задаваме. Бъде спојали. Значи, цената во понудата во јавната набавка, операторот ја дава, значи за цена за набавка на сијалица и во исто време значи за користење на корпус. И сега која е цена, значи тоа поставки, секоја ставка има различна цена. А во делот на тајмерите, значи тајмерите ги поставивме тогаш во тој период кога беше кризата, кога имаше покачување на цената на струја, за да имаме поголема заштита. Сега со заштита, например, од LED сијалиците, тајмерите се стојат во нашите ормари, значи не се извадени, ама се исклучени. Не се во функција, пак се вратени форените во функција. Значи со самото заоѓање на сонцето или пред да се стемне, фореот реагира и се уклучуваат сијалиците. Значи тајмерите се тука, тие се стојат, не се ни украдени, ни продадени. Ако има потреба, значи пак ако дојде до нешто, може значи пак само една жичка да се уклучи во нив, да се избацат форените и да се користат тајмерите за... Тајмерите значи се местат точно за одредено време, колку време сакаме да свети.
Да, никой друг си няма възбор. По-ли статът в път бадаше Да се надовързва, значи около издържливостта на светилките не може да коментираме, бидейки богданци знаем какво подраче и колко небили настани имаме от непогоди. Пред само месец дена има от силен ветър, значи цела линия дек ще беше ощетена. Значи им ще паднато на 2 места бандери. Така да, при такви дефекции, значи цяла линия страда. И тук е сголемано, богданци знаем, от има тия лоши услови временски, дека шо издържливостта на сијалицата не зависи само от неизината спецификација, зависи от временските услови. Да се надовързвам само на во вашата мала колега Борис, значи знаете, от и предходно има и по-горе и по-долу. 2 комплетни линии бяха комплетно ощетени. Така да и тук сами от ветър дека нас в Богданци правя и да нема патна бандера, имаме спой. Сами от ветър правя спой на жици, дека ще имаме ощетувани от временски непогоди, не от издържливост от спецификацията на самата сијалица. Благодаря. По-ли дрон? Във връзка с... Във връзка с овие сијалиците, половината и повеќе улици не светат, половината и повеќе не се осветлени как ще треба, па не ги изгасат и тия бранен да имен въобще сијалиците. Сега, не защо дискутираме тук, се смеем ли се заебаваме. Не били погодени сијалиците, не бил погоден на, как се вика, модел, не бил погодна рампата, ще ги дига на пътниците да ги менят сијалиците, значи това е трагедия. Да як се напада него за некоя работа, нека завърши как ще трябва. Значи, това е безцелно и безкорисно да го дискутираме. Значи, всеки ще се направи некоя работа да завърши, нека завърши как ще трябва. Толкова. По-ли Карпеев? Сакам да ви попитам от администрацията, дали предходните натриум има толкова бързо прегорела активия, от вие как ще знаеме, бяха поставени минат от ноември и трябваше да важат 1 година да имат гаранция. Значи тук ни гаранция, ни нищо. У мене 240 са повече на година. У мене над 300 прегорела годишно. И замислете, ние платиме годишно 1 милион динара за удържување на вие светелки. 1 милион динара. Благодаря. Пак се начинало на съветник Троно да му отговарям, ако мисли там за това малък него. Как ще кажа съветник от Стратов, значи там имахме паднало дърво и събори бетонска бандера. От страна на Ейвана, он го решия проблема от експресно, за да имат люди строя, бетонска бандера падна. И они, пощо имат бетонски бандери, това потек беше много голем и поставия жица кабел, за да имат люди напояване с електрична енергия. Ама нас не оставя, значи ние не можем нашите жици да пущим толкова голем потек. Значи най-големото разстояние е до 35 метра от бандера до бандера. По-голямо разстояние, първи от ветър, или ки не изкина стеегите, или ки аз обора бандерата. Сега с последната интервенция, която се интервенира за промена на улични, се сънера това проблем, да че го направиме. Ние, аз колко ще знам, и имахме на страната съобщение, извинуваме за това дело, пощо ни обекява отдебано за по-бърз, за по-кратък временски рок, ке кладат бандерки и изправят ступа, но мислим, че още нямат изправено ступа. В отделът на другото прашение, значи за натриумът и за ледът, аз колко ще можем и колко ще знам, ке ви отговоря, за това, че не съм стручен, не съм електричар. От това ще го знам, значи предходните сијалици натриум 70 ватни ще бяха и 100 ватни. Значи тия сијалици има упалjač, има, не знам, значи уреди има во самата сијалица, ще я запаляш лампата и най-вероятно тия уреди не дозволява да дойде до толкова бързо горене на лампата. Сега това уред е избацан от сијалиците, заради директно са на фасонка. Нема потреба от тия упаляча и тия уреда, не знам как са вики стручно. И най-вероятно, значи, логички сега, аз пак ви кажем, не съм стручен, по зависимост от напорът на електричната енергия,
ако не е стандартен, можно и да се јавува и тоа ако ти проблем за горење, затоа што лед сијалици не се, значи, ајде да кажем, релативно скоро време се излезени и дали зависи до марката, сега сведоци сме, например, и дома, ќе купиш сијалица, лед сијалица, некоја ќе изгора за пократко време, некоја ќе треба повеќе време. Сијалиците обично ги прават, јас си претходно имам спомнено, они са на часови. Значи не може да ти даде на тебе некој гаранција на тебе за сијалица на една година, значи ти за една година може нема да запалиш ни еднаш, нема да светиш ни 1 сат. А може ќе светиш 24 сата нема да гасиш. Мислам, тоа е, јас толку можам да ви одговорам, повеќе, ако сакате да върнем стручно мислење од некој ви слуша се отличава. Благодаря. Да, некој друг се јава за збор? Повеќе за реплика. Ајде ще едно прашање сега, ако знаеш. Дали некаде во општината се води евиденција колку сработат од вие пари што одобра, да кажеме оваа фирма тука што е уполномошена да врши работите, записник сработено За секој, вие се значи од дати, од табелата што се кладени, се тоа по записник, значи за Што е секој, сработено? да, се сработено. Обично сега например во текот на месецот луѓе што пријават, ако нема хит на некоја линија или нешто, ако не падне бандера, во текот секој месец некој пат се погодува месечно 2 пати да се интервенира. Значи Стојако, Селимли, Ѓавто и Богданци, сијалици што се пријавани, ќе се соберат, например, повеќе од 10 сијалици, 10-15, се вика фирмата и се санират во сите населени места. Значи во табелата вие интервенции се по записник, се што е смена. Да, некој друг се јава за збор? Повели Михаил. Трета година веќе како советник и трета година доред се трошат огромни парични средства за одржување на линијата. Не велам јас дека нема непогоди, напротив се дешаваат, меѓутоа вакви непогоди од 10 и 15 илјади евра секоја година за одржување на јавно осветлување се малку и нелогични и претерани. А тоа, според моје скромно мислење, е дека или набавките се лоши, квалитетот на набавките, или изведувачот не ја врши доволно добро работата, или линијата за јавно осветлување не е добра, па треба да размислиме за нова линија на јавно осветлување. Оди се изнаслушав дека гаранцијата, последниот пат кога дискутиравме на оваа тема, гаранцијата не важела, оти линијата била стара за светлото, иако се заменија сите сијалици се заменија за 13.000 евра, мислам. За един месец. За 13.000 евра сите сијалици беа сменети. И требаше да имате една година гаранција минимум од тие поголемите и 3. Според договор, јас нема да поддржам овој извештај, бидејќи истовремено ќе апелирам и за началникот, а и до вас како општинска администрација, да се направи една анализа, да се види дали ние повеќе парични средства поделуваме за реконструкција секоја година на оваа постоечка линија на јавно осветлување, или треба да размислиме за посовремена и замена на сите овие елементи кои што се дел од јавното осветлување, кабелот, жиците, бандерите, фасонките, фитосите. 1000 евро на месец за одржување, мислам, премногу. На цела територија. Па да, и на цела територија, да, колега. Мислам дека и немаме ни една година. Овоја ни е за колку ни е? За 8 месеци извештај. За 8 месеци 10.000 евро. Значи, некаде до 2.13 би отишле годишно, што по превод би значило дека ние секоја година да ги менуваме светилките. Исто ни се фаќа на сите да вршиме замена. Значи, треба да си направите една анализа за нова инвестиција. Современа линија, по-убаво светло
Иако ова решение со натриумовите не можете да го побиете, колеги, зашто бидејќи 70% е намалена потрошувачката на електричната енергија од која се поставени натриумовите светлови. Тоа значи дека мислам дека месечно моментално плаќаме околу 70 до 80 хиляди денари јавно осветлување. За разлика од кога беа тие другите натриумовите, кога се плакаше по 280-300 хиляди на месец. Ворете да се заштети и да се направи паметна инвестиција, но не е ворете истата да ја трпи од различни фактори, да трпи штета. Ако заштедуваме на една страна, не смееме да дозволиме на друга страна па да ги фрламе пари. Ако сменихме светла, сијалици, минатата година требаше оваа година да смениме линија, наредната година да промениме бандери и така натаму и така натаму. Така се работи домаќински, ама страшно. Повеќе Само да прашам дали стојат претходните ламби, натриумовите, дали тука се оставаме тоа? Добро. Ако може само накратко. Повеќе До Михаил, значи од страна на општина Богданци, кога се има вршено проширување на уличното осветлување, таму кај што немаше бандери најавана, секаде е поставена нова жица, 2x16 СКС. Таа е жицата што се става. Тоа е секаде нова жица. На цела друга мрежа, што е најавана, значи ние ја користиме мрежата најавана за таа петта жица и фаза за поставување на улична сијалица. Кога се поставува натриум сијалиците, тогаш јас не знам дали ги немаше овие фитуси или беа скапи, се става спојки, значи бакан со алуминиум спојки. Тие спојки, двете мали жици, 3x1,5 или колку се што излегуваат од сијалицата, за големите жици најавана, со тек на време, од временски услови, дожд, сонце, едно друго, тоа ствара оксидација. И сега за тоа, кај што имаме проблем, кај што се јавува спој, за тоа се менат, се вадат тие спојки, се стават овие фитуси, нешто по-модерно. Таа е една работа. Втора работа, ние не можеме да ја менеме линијата најавана. Значи ние немаме ништо со нив. Оние ни викаат на нас, ние си имаме план и програма, секоја година која е мала кај што има проблем, дали со петта жица слаба или бандери, они си ги менат, таа е нивна линија, нивна мрежа. Ние кај што поставуваме наша мрежа, улично си ставаме нов кабел и нова линија. Значи има села, сега да кажем Гело. Дел е променето. Дел имаше од тие најстарите бакарни жици тенки. И доаѓа, например, кога има силен ветер, допкине на тоа. Значи тоа е така работиме до сега. Не знам јас како да ја промениме ние линијата, цела линија. Тоа е кошта пари. Значи во цело во сите населени места ние да промениме петта жица линија. Значи нема потреба, кај што има потреба ставаме. Овој Михаил. Старите викат ем силен ем матен, а јас ќе ти кажам една работа. Дали вие како општина Богданци поднесете тужба до ЕВН, бидејќи е неквалитетна нејзината линија и ви ги гори сијалиците, и фитосите и фасонките и граѓаните на општина Богданци 10.000 евра даваат годишно за замена на уличните светла. Дали поднесохте? Ако во ЕВН е проблемот, зашто не ја тужите ЕВН дека нанесува штета со самата линија и не е квалитетна линијата? Значи не може некој се дека да е крив. Некој треба и да одговара. Ако не е општина Богданци крива во однос на прегорување на јавното осветлување, како што вие тврдите, нека одговара ЕВН. Или ЕВН за ништо не одговара во оваа држава. Така, не одговара ни кога ќе изгорат и домашните апарати, ни за ништо. Па и за светилките најмалку одговара. Значи, кога тврдите некои работи дека не се квалитетни, имате ли преземено действие? Не. Кој плаќа? Граѓаните. Па тогаш дајте да поведеме поставка и да си плати ЕВН, ако не е квалитетна линијата. И ако поради тоа трпи штета јавното осветлување во општина Богданци. Доста префрламе вина лево-десно. На крајот тука сме ние за да разговараме кој е најдобро решение за граѓаните. Кое е решение најмалку ќе ги чини граѓаните? Вие сте администрација, ние сме советници. Бараме најдобро решение, така?
Значи, ако е това проблем, айде, дайте извещите, дека това е проблем, дайте да направим вещачени. Дайте да дадем решение. И аз не съм експерт за явно осветлуване, не можем да бием за себе експерт. Ама преземете някои работи. Вие са нелогични трошици, веки ще не се случва. Не може 160 сиялични места на година да ги менуваме. И да ги плакаме. И всяка година и истата песна. И на всеки бюджет за истото се разправяме. 10 000 евро, 15 000 евро. Ай дади подръжка, айке намалиме, ке ставиме лед светло, айде економична вред. Дадено е, се защедя пари. Огромни парични средства се защедя. Да, беше отдух и ще беше вред. Много идеал, имаме проблем с мрежата, дайте да относят, ева го правникът, да си поднесеме до Евана обещетуване, нанесена щета. Или нека си ги сменят. Благодаря. Да, Михаил, дай някой друг сега възглав, по-рестата. Кратко, аз само значи, бенефитът го видохме от замената на лед светлата со светилките со натриумите, така да не останува само да изпегламе някои ситници около набавката и около квалитетот на сиелиците, бидејќи и квалитетот него знаеме дека зависи од работните часови. Секоја година направихме нешто добро, сега се зголемиле трошиците, тука има услови, сега и на колега Тодоров даде добро размислување, ама за една светилка, ако треба да поднесуваме тужба, 140 колега, не е една. за секоја ќе треба 160 за 8 месеца. Ќе треба на секоја светилка да се ангажира стручно лице, за тоа го докажеме, дали од таа страна или од дали е кривица на Евана или од неквалитетна светилка, и тоа се ќе кошта време и средства, а бенефит од тоа не знаеме колку ќе има, пак ќе страдат граѓаните, бидејќи во тој вакуум период ќе нема осветлување. Богданци е една од ретките општини каде што нема куќа и нема населено место каде што не е покриено со улично осветлување. И свесно знаеме каде треба по 2-3 светилки се надополнуваме за секој граѓанин да биде задоволен за условите и сметките што си ги плаќа. Благодарам. Да, некој друг се јавува за збор? Оле Шалдаров. Пазите, аз разбирам да се критикува и би сакал да се критикува некои работи. Много лошо, ако само плескаме ръци и кажуваме убави збори, ама критиката да биде, тоа не ме е ясно. Или треба да размислим во правец дека тука правиме од сите тоа политика или сакаме нешто повеќе од оно што можеме да го добиеме. Така да и јас живеам на ваа општина, знам колку струја имам, знам колку струја немам, знам колку сијалици од прилика прегоре од Востојакова, колку ги има, колку ги нема, ама дека да говориме дека ние струја немаме во Востојакова, тој, ајде да не кажам, лоша работа. Тие се само измислени, да наречем, конструкции кои одат во правец на собирање на политички поени. Хубаво и Миле и Никола кажа дека бенефитот од оно што го направивме со промена на светлата е голем, и сега кој е проблемот ние и тука да наоѓаме забелешки и да кажуваме, да не речем гачки, кој е крив, кој е прав. Кога го избраме тој модел, моделот е тој што има и своји позитивни и негативни работи. Сега тие са позитивните, дека има позитивната да биде по-голема од негативната, па тогаш да викаме дека е добро. И во такви услови нема потреба толку многу да се разплинуваме и приказки да кажуваме, демек пропаднам, останавам без струја, останавам без светло и додека стигнам. Толку благодарам. Дали некој друг се јавува за збор? Дека никој не се јавува за збор, точката 2 програма. Во извештај по програма за улично осветлување на поречната на општина Богданци за 2023 година е ставено гласање. Кој е за? Кој е против? Поддржани? Констатирам дека точката не е усвоена со 4 гласа за и 6 гласа одржани. Точка 3.
Извеща по програма за активност на община Богдановци в област на защита и спасуването, противопожарната защита и справянето с кризи за 2025 година. По-делимите? Значи, програмата за активност на община Богдановци в област на защита и спасуване за 2025 година бяха планирани 1 400 000 денари. От них за 2023 потрошени 113 396 денари, от които 87 330 денари за гасене на пожари, 20 585 денари за охрана за ангажирани лица и 2478 денари за проверка на ПП апарати за общинските сгради. Моделът на чистене на речните корита трябваше да разпишем тендер за чистене на речни корита, ама не се разпиша 23-та, заради това, що моделът на Луда Мара, що е по урбанистически план, се работеше за околницата и най-вероятно сега това ќе биде за 2024 година. За наводка на юридическа стойност така не бяха потрошени средства за това, що от предходната година имаме останато сол на залика и за това трябваше да Да, Мите, дали некој се јава во збор, Коли Карапеев. Хубаво обясните, оти закъснията со явна набавка, нели, заради това, а оти бъръм... Не закъсния тук. Не закъсния, значи... Оти имше, да, оти са реновираше. Луда Мара, затова не се изчистява. Защо во Стояково ректа бъръм малце? Затова и не би трябвало да има явна набавка. Знаеш, на неколко пъти с ограничаването, тя си имам право на обед. Мислям, че по-добро ќе биде да се разпише явна набавка, когато се разпише, значи да се фатат сите реки. Таа река, например, во Стояково, аз беха, гледах, може ли да допуштиме скипотребалното. Ама трябва камион, трябва това шут да се товари, трябва да се носа него. Камион няма комуналното, пак трябва да има фирма да има. И аз просто, по моя най-добра варианта е тази, да се направя предна пресметка. Значи, Льокова река, ме говоря, че пише от мостот и Медовцето трябва да се изчисти, и Гебова река да се изчисти, и тази Стояково да се изчисти всички реки. Затова ще има нова вегетация и мислим, че ако дойде до по-големи нужди, да ги направят. Коли Карапеев. Да, ќе направят проблем, баш така. Добро да се надеме от това година, ќе се реализира от изтварно. Сите тия ще ги наброя са во страшно. Дали некој друг се јава во збор? Точка 3. Извеща по програма за активност на община Богдановци в област на защита и спасуването, противопожарната защита и спасуването со кризи за 2025 година е ставано на гласане. Кой е за? Кой е против? Въздържани? Констатирам дека точката е усвоена с 8 гласа за 9, 8 гласа за и 1 глас въздържан. Точка 4. Извеща по програма за споредуване на общи мерки за защита на населението от заразни болести за 2025 година. Коли Даринка. Програмата за споредуване на общи мерки за защита на населението от заразни болести е донесена на седмица, удържана на 28.12.2022 година, а ходата на 24.10.2023 година. Донесена е програма за измена на това програма. Законът за защита на населението от заразни болести предвидува обвръзка за превентивна дезинфекция, дезинсекция и дератизация на сите явни повършини, до сите населени места в общината, граждани, училищни, предучилищни, социални установи, зелени пазари, държавни и излична. Дел от активностите от това програма са реализирани съгласно решения от изготвено от Държавна санитарен здравствен инспекторат, а локациите са утвърдени с областно елаборат за работа на страна на Центъра за явно здраве. Значи, в област нова програма в 2023 година реализирани са следните активности. Предвидени средства с област на първичната програма 900 000 денари, а подоцна са измените на истата 1 милион и 50 000 денари. С проведена явна набавка и сключен договор с управното лице Трулин Олен, извършена е ларвицидна дезинфекция на комарци на месец май 2023 година на територията на община Богдановци на повършина от 3 хектари и за тази цел потрошени са 14 160 денари. В месец юни извършена е първа азотицидна дезинфекция на възрастни комарци в Богдановци от страната на населени места с
со употреба на глава апарат качен во возило пикап и за таа цел третирани се 200 хектари со 100 литри препарат, потрошени 236.056 денари. Во месец јули извршена е втората аудитивна дезинфекција, зашто потрошени се 236.056 денари или вкупно за третирање на лаги возрастни комаци 486.272 денари. Подклучен договор со Центар за јавно здравје Скопје на ден 27 април извршена е дезинфекција на двете општински згради и дератизација на сите 450 шахти на територијата на општина Ботанци со средство парафин, како и дезинфекција на 7000 метри квадратни јавни површини. Дополнително во септември извршена е уште една дезинфекција на депонијата и објектите за зданување во близина на депонијата по површина од 3000 метри квадратни и за сите овие активности потрошени со вкупно 249.430 денари. Подоцна со измените на програмата се предвидени со дополнителни средства од 150.000 денари, доколку се јави потреба од повторно распишување за јавна набавка за третирање на инсектите на објектите за домување лоцирани во близина на депонијата. На таква потреба значи не се појави до 31.12. Вкупно потрошени средства по оваа програма за сите овие активности 735.702 денари. Дали некој се јава во збор, кој или КНП? Зошто општина Богданци се изоли од групниот тендер на Центарот за развој на југоисточниот регион и посебно спроведе јавна набавка за прскање против комарци? Многу прашања, јас не можам да ви дадам одговор, ќе треба да прашаме да речам. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг се јава во збор? Бидејќи никој не се јава во збор, точка 4. Извештај по програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2023 година е ставено на гласање. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точката не е усвоена со 5 гласа за и 6 гласа за. Точка 5. Извештај по програма за заштита и благосостојство на животите, третман на бездомните кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња за техните на јавни површини без присутен собственик за 2023 година. Збори давам на посланик на Дорската администрација, Повеќе Даринка. И оваа програма донесена е на седницата одржана на 28 декември 2021 година и истата подразбира за ловување и масовна стерилизација, односно кастрација и вакцинација на бездомните кучиња на територијата на општина Ботанци. После стерилизацијата сите животни се вакцинирани, одбележени, фотографирани и регистрирани и по престојот во прифатилиште истите се враќаат на територијата од каде што бидат заловени каде продолжуваат да живеат. Согласно програмата за заштита и благосостојство на животните, значи во 2023 година реализирани се следните активности. Распишена јавна набавка и подпишан договор на 7.6.2023 година со фирма за заловување АД Ветсто Јаково. По програмата планирани средства 354.000 денари, потрошени 270.227 денари до 31.12, а 83.773 денари префрлени за трошење до 2024 година. До февруари 2023 година заловени се вкупно 36 кучиња со целосен третман, и тоа за заловување и транспорт потрошени се 18.009 денари, изпитување за заразна болест лешманија 36 кучиња 35.064 денари, вакцина против беснило и антипаразитен третман 21.240 денари, кастрација на машки кучиња вкупно 21 куче 42.000 денари, стерилизација на женски кучиња вкупно 15 42.000 денари, идентификација, односно чипирање 36 кучиња 36.021 денар и за престој по денови 118 денови 117.933 денар. Давам Даринка, техничка грешка Даринка, само заловени до февруари 2023. 24-та, да. Дали некој се јава во збор? Повеќе Михаил? Јас мора да апелирам до граѓаните, ако одгледуваат домашни миленици, кучиња, да ги одгледуваат
да ги кастрираат, да ги стерилизираат, да ги идентификуваат, бидејќи оставањето на улица на учињата не кошти нас како општина околу 5000 евра секоја година. Зборуваме за 50 на кучиња на година. 100 евра не чини едно куче заловено која е оставено како скитник поради неграѓанска грижа или поради подметнување од други општини. Ние мора да направиме на кампања, зборавме за ова преносењето на буџет и овој проблем мора да го решиме што можеме побрзо, бидејќи така би се ослободиле парични средства кои што би биле од витално значење за општина Богданци и со кои би се реализирале многу поубави работи отколку да се води да се заловуваат, да се чуваат кучињата, да се кастрираат и така натаму поради негрижа. Дали никој друг се јавува збор? Никој не се јавува збор. Точка 5. Извештај по програма за заштита и благосостојство на животот, третман на бездомните кучиња, односно нерегистрирани кучиња за теките на јавни површини без пристапно состојањето за 2023 година и ставам на гласање. Кој е за? Кој е против? Оддржани? Констатирам дека точката е усвоена со 9 гласа за и 2 гласа оддржани. Точка 6. Извештај по програма за одржување на јавна честотна подрачата на општина Богданци за 2023 година. Збор давам представник до општина администрација Повели Даринко. Одржувањето на јавната чистота, собирањето на сметот и чистењето на снегот и гледат годински услови со дејност од јавен интерес од локално значење со обврска општина. Одржувањето на јавната чистота на јавните површини на територијата на општина Богданци во 2023 година беше во надлежност на јавното претпријатие комунална чистота. Што се однесува до метењето на јавните површини, истото се вршеше со следната дејност. Улицата Маршал Тито, градскиот парк, темниот парк во Богданци, главната улица во Стојаково, улицата на Селени и главната улица во Јавото се метеа 5 дена на неделата. Улицата Крушевска, Изворски, Остапо Пристов, Бран Петрушев, Петар Мусев, Нако Вардарски, Паркмајско, Страша Пинџер, Мир Чанцев, Дојранско и Васо Нарцов 2 пати во месецот. Останатите улици во Богданци, Стојаково и Јавото се метат по потреба по налог на одговорно лице. Метењето на улици во Богданци го вршија 20 вработени, во Стојаково исто така 20 вработени, а во Јавото и 7 по еден вработен. Динамиката за изнесување на отпад е минимум еднаш неделно, а во зависност од количината на сметот и потребата кај одделни субјекти, со посебен договор се регулира изнесувањето на сметот. Салди за собирање на смет општина Богданци, значи поседува 245 на број, од кои 25 нови се набавени во 2023 година. Се вршеше исто така и редовно одржување на чистотата на гробиштата и дополнително пред предстојните верски празници во другите населени места. Пазарот се чистеше 2 пати неделно, во сабота и понеделник. Што се однесува до парковите, односно нивно косење, градскиот парк, темниот парк и детскиот парк се вршеше најмалку еднаш месечно, додека косење на Брана Палјовци по потреба најчесто во пролет и лето. Косење на бакини и тротоари во месеците од април до октомври, додека кастрење на дрворедите се започна на месец септември и оваа активност во следващата година. Речните корита и шахти нивно чистење се вршеше во текот на целата година, а најмногу потреба се јавуваше за Дегова река и Медорска река. По оваа програма беа предвидени вкупно 3 милиони денари, потрошени по фактури со ДДВ 2 милиона 999.623 денари, од кои за метење на улици се потрошени 1 милион 186.288 денари, за паркови и зелени површини 283.500 денари, косење на банкини тротоари 281.200 денари, Брана Палјовци 116.400 денари, кастрење на дрвореди 54.600 денари, одржување на споменици 28.800, чистување на диви депонии 107.625, речни корита и шахт 399.580 денари, набавка на украсни цветиња 63.600 денари, кастрење на вегетација на локални патишта 148.200 денари, одржување на пешачка патека, косење и прскање на хербицид 90.000,
и потрошена вода за поливане на зелениво 60.000 лева, новогодишно кръстуване 50.000. От физическите и правните лица по основа на удържуване на явната чистота, комунална такса са прехвърлени средства по износ от 1 милион 211 566. Дали некој се јавил за збор? Овој Карпеев. Одржување на пешачка патека, ова е само долната патека. Само она се одржа или за сите патеки. За пешачката патека. От и другите патеки са стварно во лошо состојба, треба и тие да се пресат кирпиците. Посебно пешачката патека ѓавто. Таа е страшна, веќе не се знаат има века таму. Исто така и Крушевска улица, алта до доле, на некои места дека ще са празни тие куќи и там веќе има обраснато тросковеци некои треви, значи тие, ако може и тие да се пръскат, за да биде по-убаво и за луѓето по-безбедно да пешачат и за очи. Благодаря. Овој Дронов. Чистење и прскање на патеки. Јас мислам да половина патека фалја, ги немам бетонките, а што чистите и што прскате, стварно нема јасно. Едно прашање, втора прашање во косење на Вардарски. Значи вие Вардарски 8 години не бехте го виделе. Немте ни машина, немте ни луѓе. Што сте пишали, така не знам. Тоа од мене. Овој Даринка. Значи се чистеше околината околу Вардарски во 2023 година, не знам, мислам мај месец, не знам кој период треба да бидам. Да се однесува до пешачката патека, значи се мисли на вегетацијата, не се мисли на... На само. Тука пишува косење. Дали некој друг се јавил за збор? Овој Михаил. Генерално може да кажем дека е добра состојбата во однос на програмата за одржување на јавна чистота, но имам и забелешки. Добра е состојбата во однос, само една работа што заприметив оваа година е кастрането на вегетацијата на локалните патишта, за кое што имам напоменато милион пати. Оваа година конечно стигнахме до еден момент каде што локалните патишта не се обраснати. 2 или 3 пати беа поминати, но за тоа сум задоволен дефинитивно. Тоа го забележав. Во однос на одржување, на чистењето на речните корита, 400.000 денари се потрошени. Само не знам дали 1% од тие 400.000 денари беа потрошени за чистење на коритото на реката во Стојаково, тоа е делот кај Ноел. После милион пати апелирање од моја страна, од граѓани, од местна заедница, било кој. Тој дел се уште не е изчистен, а потрошени се 400.000 денари, па апелирам наредна година да го изчистат, да спадне во овие средства и тоа, и таа обврска. Немам што да дополнам. Мислам дека и самото одржување не кошта многу повеќе. Да би сакали да имаме посредена општина, би не коштало многу повеќе, но ете што можеме да направиме со овие платечни средства што ги имаме на располагање, веројатно и ова е реалната состојба. Овој Даринка. Само мало објаснување, значи во Стојаково се косеше оваа година реката на факта како заселени тој дел реката. Што се однесува до речни корита и шахти, значи 400.000 денари од влегува одржувањето на шахтите, што редовно се чистат пред и после дождот. Значи самите решетки редовно ги одржуваат комунална чистота и тие средства влегуваат во овие 400.000 денари. Благодарам. Овој Дронов, тој пат. Реплика до колегата Миле. Значи не треба да биде толку задоволен. Средствата што ние ги даваме за да се завршат некои работи за одржување на општина Богданци се средства. Тие се
се определят. Али методата и начинът как се завършва е много битно. Бай за дървата ще е много задворено. Тия дърва не са сечени колко години, не знам. Много години не са сечени. И еднъж са нафатия да ги сечат и ги осъкратия за веки векова. Тия дърва ще 3 години няма да има сенка от них. И пак някой ефект. Оли Михаил, реплика на Реплика на съветник Дронов. Съветник Дронов изгледа днес сте ме разбрали на що мислех. Не мислех на кастрени на дървореди. Това е различно от кастрени на вегетация на локални пътища. Кастрени на дървореди се отнесено на осъкатуванията на дървията ни в центърът на Богданци. Точно и до това се слагам дека е, може би, нанесена претерана щета на дървията. И аз имам забележка чисто само бидейки на кастрението на вегетация на локалните пътища, която не е била вака добро средена, барем аз от кола памета ми от кола воза. Благодаря. Михаил, Воли Сладров. Да се допълнам, значи да не осудам напред време, значи дърворедите в градското подрачие ще се кастрат, случайно, не случайно, звъноти пред да почнат консултира стручно лице от македонски шуми. Значи беше присутен, беше на терен и им беше обяснато как да настъпат с отсечение на дърворедите в градското подрачие, а дали ки има сенка или не, ќе видим в следните периоди. Значи беше консултирано стручно лице за начинът как да се изведе кастрението на дърворедите. Благодаря. Воли Даринка. Тоа јас сакам да го кажам, тоа стручно лице значи тоа не пак време на време ги проверим извршителите. Кажа дека окей, добро, значи на истиот начин се кастра дървата и струница и детето го мислам и целият дел от дървата се така изкастрани. Благодарам. Дали някой друг се ява в сбор? Или никой не се ява в сбор? Точка 6. Извеща по програма за обслужване явна чистота на подрачието на община Богданци за 2023 година е ставано гласен. Кой е за? Кой е против? Задържани? Констатирам дека точката не е гласувана с 5 гласа за, 4 гласа против и 2 гласа въздържани. Точка 7. Извеща по програма за уредуване на градъчно землище в община Богданци за 2023 година. Може да хвалите. 5 минути пауза. Оли, Съня? Не знаят, че да правят. Предходната година изработихме основни проекти за реконструкция на градска Винско селение, реконструкция на Ленска и Никола Мандалов в Стояково, реконструкция на Владо Софиров в Стояково, включително с ревизията на изпита, реконструкция на дело улица 26 април в Богданци, включително с Ревизинския служител, в висина от 999,696 пенали. За църтането на проектите и за други потреби заработихме и геодетска лаборатория, ажурирани геодетски подлъки и други видове на геодетски лаборатории в висина от 103,895 пенали. Елаборат за защита на водната средина за реконструкция на Бела улица 26 април в висина от 12 000, съобразен проект, включително с ревизията на локални пътища, улици го цялата община в висина на 200 220 000. След крупната проектна документация изплатихме 1 504 031 дена. Моделът изгради реконструкция на водоводна и канализационна мрежа на комуналната чистота за образованието на водоводната и канализационната мрежа дадохме 550 412 дена. Да, Соня. Дали някой се ява в сбор? Бидейки никой не се ява в сбор, точката 7. Извеща по програма за уредуване на градъчно землище в община Богданци за 2023 година е стана на гласен. Кой е за? Кой е против? За. За. Въздържани. Констатирам дека точката е усвоена с 10 гласа за и 1 глас въздържан. Точка 8.
Извеща по програма за изекуване на върши планове в община Богданица 2025 година. По Соня? В предходната година работехме на генералния урбанистичен план на Богданица и покрай другите активности донесохме стратегическа оцена на влиянието на животната средина. Изработихме извеща за локализирането от Чудома, Страгалост и Платени до Брава и донесохме хидроложка студия на Богданица, на която добихме позитивни мисления от Министерството за животна среда на сектор от заводи. Отлуката не е още дадена на съда, после условията ќе ви биде доставена. От плановите за селата, повеќе акцент дадохме на урбанистичкиот план за селенки, по повеќе наврати го обратихме на мислења, на што не добихме позитивни мислења и планот е се уште на корекција кај планови. За урбанистичкиот план во населено место финансирано от цистерна. Во местото на Горни Чаир е донесен до мислење во Министерството за транспорт и връзки, а од урбанистичките проекти и плански документации ги донесохме проектите финансирани од правителница Магнум, Сандра Пешков. Овие веќе се одобрени. Сандра Плюс трошоци имаме за изплата на комисии от 33 денари и трошоци за катастър от 26 694 денари, значи съвкупно 206 221 денари. Благодаря, Соня. Дали некој се јавува за збор? Значи, ако в контекст на точката, вземи збора. Така да помним. Во однос на програмата за изработување на урбанистички планови во општина Богданци за 2023 година, Сонја, почитувана администрација Сонја, извини вака, ама јас мислам од одделение за урбанизам не треба да постои. 46 години да не може да донесеме генерален урбанистички план, со што блокираме милион работи да се изградат и да се направат, мислам од реално урбанизам или не постои, или не треба да постои. Оваа држава, бидејќи е срам за една општина, да не може да склопе, да добие еден генерален урбанистички план. Срам е за сите градоначалници назад, а најголема штета трпе општина Богданци и населените места. И аз на секоја програма прашувам кога ќе биде донесен, до кога, никогаш не може да добијам коректен одговор, коректен. Добивам изговор, одговор, дали е проблемот во одделение за урбанизам кај нас, дали е проблемот во Министерство за животна, дали е проблемот во Министерство за транспорт, дали е проблемот не знам каде. Очигледно е дека од нефункционалноста на сите институции пак само граѓаните на општина Богданци. И не можам да гласам за програма за изработување на урбанистички план. Трета година поред неја гласам и нема да ја гласам. Оти урбанистички план ние не може да изработиме. Тоа е. Друго не знам што да кажам по. Благодарам. Да, Михаил. Ето и аз да кажам дека не се согласувам, самото урбанизмот е многу битен за било која општина. Дори може би треба и да се појача, затоа што изработката на един генерален план врке посебно внимание. Самата проблематика врке посебно внимание, затоа што планот се изработува за прв пат
после кога се работят измени, после самата поставка и документацията ще трябва е по-лесно. Пръв път, кога се работи и кога трябва да се консултират, да се съгласат всички институции, е най-мъкътна работа и най-много почта. Колко години? Дали некој друг се јавува за збор? Никој не се јавува за збор. Точката 8. Извештај по програма за изработување на политички планови во општина Богдан за 2020 година е ставено на гласање. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точката не е усвоена со 5 гласа за, 5 гласа против и 1 глас воздржан. Точка 9. Извештај по програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Богдан за 2020 година. Кој ли Сонја? Предходната година дадохме објава на тендер за разчистување и вегетација и тампонирање на полски патишта кои водат кон заобиколница Богданци. Тендерът е завършен на економскиот оператор Вики компани. Потребно е да ја реализира задачата по текот на оваа година. Благодарам, Сонја. Дали некој се јавува за збор? Никој не се јавува за збор. Точката 9. Извештај по програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици во општина Богдан за 2020 година е ставено на гласање. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точката не е усвоена со 5 гласа за, 4 гласа против и 2 гласа воздржани. Точка 10. Извештај по програма за финансирање на културни активности во општина Богдан за 2020 година. Кој е Анетка? Согласно програмата за финансирање на културни активности во општина Богданци за 2023 година се реализирани следните средства. Од одржување на културни активности и манифестации предвидени 340.000 денари, реализирани 319.927 денари. Поддршка на Сдружение на граѓани предвидени 265.000 денари, реализирани 265.000 денари, други културни активности предвидени 75.000 денари, реализирани 65.000 денари, или вкупно предвидена цела програма 680.000 денари, реализирани 649.927 денари. Во извештајот ги имате подетално на секоја манифестација и секоја здружение колку средства се префрлени. Давам, дали некој се јавува за збор? Говори Борис. Едно прашање до представникот од општинска администрација. Зашо се надфрлени средствата по повод ден на општината, планирани 200.000, а потрошени и реализирани 236.927 денари? Значи, тие средства се предвидени во буџетот како одржување на културни активности и манифестации. Вкупната сума од одржување на културни активности и манифестации не се надминати, само во делот на културни активности по повод на денот на општината. Да, значи беа направени првично беа 70.000, потоа тие 130.000 од Богданско културно лето беа префрлени тука. По пресметките, значи тие некои се и по тендери, знаете како овде се направени поделба на сите, ги имате долу по-детално. За прослава на денот на општината, значи беа организирани улични трки, положување на цвеќе на бистите, организирана дводневна манифестација во Домот на културата, музички дел во градскиот парк во Богданци, фудбалски надпревари и помеѓу ветерани и општински ракометни надпревари. Значи за целокупната манифестација, значи имате за кетеринг, за украсување, за музичкиот дел во градскиот парк, изнајмување на сцена, озвучување, положување на свежо цвеќе на бистите, покани, значи сето тоа е сумирано и излегува 236.927. Говори Борис? Смееме вака да надмиреме
од предвиденото од Советот? Значи во самата програма, во самиот буџет не се тие издвоени како ставка ден на општина, него тие се групна одржување на културни манифестации. На културни активности и манифестации. Некои средства и не се исплатени отделно на културни активности, но со цел да ви биде појасно, еве сега, например, да кажем, не знам, може букетите и поканите се под, имаме, например, кај што се печатат овие за потребите од печатница, не знам, значи тие може и да не одат од оваа ставка, но овде се сумирани баш сите да ги видите колку кошта, значи организирање на целата манифестација со сите делови. Да, некој друг се јавува збор? Ова ли става? Кога се носеше програмата на буџетот за 2024, имавме добри коментари и дори за прв пат ова година имаше, предходната година имаше еден прекрасен настан, каде што траеше дводневен настан за денот на општината, така да дури се разговараше да ги изголемиме овие средства. Мислам дека пак остана на ова 200.000. Мислам дека овој настан на предходната година помина во најдобро светло и треба да продолжиме со исто темпо и да видат граѓаните дека дел од културата е на високо ниво и да продолжиме така. Да, Никола. Дали некој друг се јавува збор? Никој не се јавува збор. Точката 10. Извештај по програма за финансирање на културни активности во општина Богдан за 2023 година е ставено на гласување. Кој е за? Кој е против? Воздржани? Констатирам дека точката е усвоена со 10 гласа за и 1 глас воздржан. Точка 11. Извештај по програма за финансирање на спортските активности во општина Богдан за 2023 година. Кој е Енерка? Согласно програмата за финансирање на спортските активности во општина Богданци за 2023 година за одржување на спортски манифестации предвидени 90.000 денари, реализирани 88.100 денари, поддршка на спортски клубови 700.000 денари, реализирани 684.400 денари, поддршка на индивидуални спортисти, значи немаше поднесено ниедно барање, поддршка за формирање на женски спортски клуб 30.000 денари предвидени, реализирани, беше објавен оглас од страна на општина Богданци за изразување на интерес за формирање на женски спортски клуб и беше пријавен само еден ракометен клуб кој што формираше негова женска екипа. Значи, во извештајот би се доставени детално сите износи кои што ги имат, кои што се по одржување на спортски манифестации и поддршка на спортските клубови. Дали некој се јавува збор? Никој не се јавува збор. Точка 11. Извештај по програма за финансирање на спортски активности во општина Богдан за 2023 година е ставено на гласување. Кој е за? Против, воздржани. Констатирам дека точката е усвоена со 10 гласа за и 1 глас воздржан. Точка 12. Извештај по програма за мерките и активности на општина Богданци во област на социјалната заштита во 2023 година. Поволна мерка. Со програмата за финансирање на активности од областта на социјалната заштита во 2023 година беа предвидени вкупно 1.550.000 денари, а реализирани 7.352.278 денари, од кои што за првата ставка социјална помош на категории на граѓани кои се наоѓаат во исклучително тешка состојба и во специфични услови се реализирани вкупно средства во висина од 364.444 денари. Во втората категорија социјална помош за социјално ранливи категории ученици и деца од воспитните и образовните установи на територијата на општина Богданци предвидени 100.000 денари, реализирани 97.778 денари. Третата ставка организирање на одредени активности за деца со посебни потреби
беше изконтактиран съдебният център во Гевгелија и се реализирани средства во висина од 18.000 денари. Во четвртата точка, еднократна парична помош за новородени деца, предвидени 300.000 денари, реализирани 266.666 денари или поднесени 46 барања за новородени деца и едно за првото новородено дете. Од точка 5, надоместок за корисници на социјална пензија од територијата на општина Богданци беше објавен повик на кој што беа пријавени, беа доставени 21 барање и реализирани се средства во висина од 63.000 денари. По точка 6, субвенционирање на партиципација за престој во детска градинка, предвидени 430.000 денари, реализирани 348.124 денари. Точка 7, еднократна парична помош на семејства со првача на територијата на општината, реализирани 186.666 денари од 200.000 денари. Тие се ставките, вкупно 1.352.278 денари. Благодаря. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 12, извештај по програма за мерките и активности на општина Богданци во областа на социјалната заштита во 2023 година е ставено гласање. Кој е за? Против, воздържани. Констатираме дека точката е усвоена со 10 гласа за и 1 глас воздържан. Точка 13. Предлог одлука за надвор на веб страницата на општина Богданци со поставување на модул насловен информации за прекин во водоснабдувањето. Предлог одлука беше од Советска група на промода. Колеги, давам разложите. Овели, Карабеев. Разложение. Во населено место Богданци веќе една година има секојдневни прекини во водоснабдувањето. Најава и информација за прекините во водоснабдување нема. Како Светличка група бараме од страна на ЈП Комунална чистота и општина Богданци да се воспостави систем за навремено информирање на населението за прекините, време траењето на прекините и причините за прекините. За таа цел предлагаме да се донесе одлука за надградба на веб страницата на општина Богданци со поставување на модул насловен информации за прекин на водоснабдување, каде и ЈП Комунална чистота преку општина Богданци ќе го информира населението на дневна основа за сите прекини во водоснабдувањето на територијата на општина Богданци. Благодарам. Благодарам, колега. Дали некој се јавува за збор? Бидејќи никој не се јавува за збор, точка 13. Предлог одлука за надвор на веб страницата на општина Богданци поставување на модул насловен информации за прекин во водоснабдувањето. Представам на гласање кој е за. Кој е против? Нема, воздържани нема. Констатираме точката е усвоена со 13 гласа за. Точка 14, советнички прашања. Чујќ едно прашање, нека се отправи. Кој прашање? Тоа да река што ми го говори. Началникот на За Комарц теш. Комарц ќе нема оваа година. Тоа беше поставено прашање. Може да земам. Овели Карпе, следвичко прашање. Точно, колега Стратов, тоа прашање го поставих јас още во јуни-јули месец, немам още година. Не гледам, остава пада да ще става. Добре.